Затоа ви ветувам, ќе го демонтираме комодитетот на власта со расфрлање народни пари. За 240 чини 14.000 евра, над 1.000 евра за 125 ножеви, за 190 вилушки 1.400 евра, 60 лажици за 450 евра и 60 кристални чаши за 330 евра. Ова е само една од јавните набавки на владата, која ветуваше крај на луксузирањето. Навикнувањето на скромност од владините фотели очигледно не оди лесно, па се спроведуваат и јавни набавки за полнење на скапоплатениот прибор за јадење. Премиерските и министерски стомаци преку чиниите вредни цело богатство се полнеа со млад јунешки бифтек и јунешки рамстек, платен 50.000 евра народни пари. Владата мисли на своите функционери кои сакаат морска храна, па во септември годинава, кога цел владин кабинет ги повекуваше обичните луѓе да штедат, платени беа повеќе од 20.000 евра за свежи замрзната риба, октоподи и морски плодови. По убавата закуска најубаво е дома да се замине со луксузен автомобил, например Passat од 45.000 евра. Оди Линденска пред една година набавија 45 такви за потребите на владата. Луксузните и скапи автомобили се сосем спротивно од она што се ветуваше во планот за живот на СДСМ во 2016 година. Бројот на возила што ќе ги поседува државата и јавната администрација ќе го намалиме за најмалку 50%. А намерата, барем декларативно, беше функционерите да се израмнат со сите други граѓани. Директорите на јавните предпријатија и министрите во владата, наместо со службени возила, да одат на работа со сопствен или јавен транспорт, како и секој друг вработен граѓанин. Ветување кое сепак остана напишано само на лист хартија, па наместо во автобус, службените возила се користат и во партиски цели. Последниот пример е првиот вице-премиер Артан Груби, кој на партиски состанок дојде со службеното возило. За ова реагираше и вице-премиерката за добро владење Славица Грковска, ке побарала објаснување од Груби, а дали првиот вице-премиер ја објаснил или воопшто и кажал нешто, останува непознато. Кога сме кај возниот парк на владата, уште едно неостварено ветување е и продажбата на фамозниот Мерцедес, набавен од претходната власт, популистичко ветување кое почна да се користи во кампањата за изборите во 2016-та, а се кажуваше во пресцентарот на владата. Требаше да биде продаден автомобилот и со парите од него да се купат амбулантни возила. Сепак 5 години подоцна Мерцедесот се уште е на Илинденска. Овој Мерцедес е символ на нерационално трошење на парите на граѓаните на Република Македонија во едно време кое што сакаме да биде оставено зад нас. Уште едно неостварено ветување е поврзано околу мебелот. Иако беше ветувано едно, владата и министерствата се подновија со нови фотели и кожни гарнитури. Со луксузниот и скап мебел на Facebook се пофали Артан Груби, кога се всели во Министерството за политички систем. Уште едно неостварено ветување, кога е во прашање скромноста. Нема да се купува нов мебел за опремување на министерските кабинети за време на целиот мандат. Додека народот едва се обиде за кикирики, народни пари се трошеа и за скапи апетисани. Во една од јавните набавки 7500 евра се потрошија за бадем и лешници, индиски ореви и фстаци.